Пред неколку дена Општина Струмица најави отварање на центар за дневен престој на деца со попречености. Постојано зборувам деца затоа што во најавата така и одеше дека ќе се згрижуваат, односно ќе се примаат во дневниот центар деца од 3 до 14 години. Може ли за старт да ни кажете малку повеќе? Што овој центар за дневен престој ќе опфаќа, освен она кое што веќе граѓаните на Општина Струмица го знаат, кои деца и каков тип на попречености ќе бидат вклучени во престојот? Па и во самата најава, како што кажавте, во однос на моето функционирање, во однос на координирање на сите овие процеси во државата, потребно да спомнеме која е суштината на отварањето на оваа новина што се случува во Општина Струмица, се однесува на целиот процес на подобрување, односно отварање нови социјални услуги во заедниците, односно на ниво на општините. Тоа се базира врз основа на ставот и одлучноста на ова влада, односно Министерството за труд и социјална политика, да има посебен пристап кон оваа категорија лица или деца со попреченост, на тој начин што заради целокупната социјална инклузија која што им потребна на овие лица или деца со попреченост, владата и Министерството одлучи да вложува во отварањето на нови, од подобрувањето на социјалните услуги во општината, бидејќи на секој лице со попреченост му е потребно инклузијата сама по себе како платформа не може да се реализира без формирање, односно без организирање на услуги кои што општеството или државата ќе им ги овозможи на овие лица со попреченост, за да може да се интегрират во секојдневниот живот. Конкретно за овој проект се однесува на проект кој што Министерството за труд и социјална политика го има подпишано заедно со Светска банка. Светска банка е финансиер на државно ниво и вложува средства во однос на унапредувањето на сите овие социјални услуги, односно вложувањето во оваа поддршка на лицата со попреченост. Така да имаше повик Министерството за труд и социјална политика, јавен повик на кој што се јавија општините. Впрочем, само општините може да бидат апликанти, заедно во соработка, односно со коапликација на невладиниот сектор. Општина Струмица, сите општини, голем број на општини конкурира, така да за посебен број на услуги. Мораме да спомнеме дека услугите може да бидат услуги во заедницата, услуги во домот, нега од трето лице и така натаму. Веќе Министерството креира и вложува во нови инвентивни, иновативни услуги и поддршки, така да Општина Струмица конкурираше, се јави на повикот и издействува за прв пат да може да добие со иста апликација две социјални услуги. Може би релевантноста и квалитетот на Општина Струмица во поглед на сите овие години во однос на инклузијата и во однос на сензитивноста за оваа категорија на граѓани бидејќи е поголема, затоа и Министерството и финансиерот се одлучија да можат да вложат токму во две услуги во Општина Струмица. Се работи за услуги во заедницата, односно центар за дневен престој за деца со попреченост. Тоа е едната услуга која што вклучува внатре дневно згрижување, работа со деца со попреченост, кој што вклучува и индивидуален третман во зависност од индивидуалните потреби на секој од овие дечиња. И другата услуга е независно од центарот за дневен престој е индивидуален третман, односно индивидуална работа и ќе се однесува на дечиња кои што немаат потреба да имат престој во објектот за дневниот центар, туку ќе можат во однос на однапред договорени термини да посетуваат индивидуални третмани од дефектолог, логопед и други третмани кои што им се потребни согласно препораките од нивната функционална проценка, односно
проценката во стручното тело за функционална проценка, регионалното тело во Струмица.